Итно е потребна сериозна стратегија и пристап кон проблемот со сообраќајниот хаос во Тетово, алармираат експертите. Многу возила, започнати и недоградени улици, непробиени булевари, недоволно паркинг места. Надлежните мора да почнат да работат на проблемот и тоа што поскоро, велат познавачите. Мислам дека проблемот со паркирањето е хроничен. Се приметува дека централниот дел од градот е пребукиран со возила и покрај зонското паркирање сега се сме на втор ред паркирани со вклучени трепкачи, панели, толеранција од страна на овие што од градскиот паркинг или од полицијата до општината, до локалната власт, нели, да направи нова стратегија за развој на сообраќајот во градот. Дефинитивно сме соочени со проблеми, било да е летното време со паркирање, било зимското заради загадувањето, и факт е дека е зрела состојбата за една подолготрајна стратегија, односно проекција за тоа како ќе се развива сообраќајот на нивото на градот. Имаме неколку сообраќајници започнати, недовршени, кои што би требало да допринесат да се растерети сообраќајот, и се надевам дека после овие наредни локални избори локалната власт ќе се завземе тоа да го реши. Мерките кои досега ги преземаше локалната власт беа привремено затворање на некои улици или едноставно исклучување на семафорите кога се најголеми гужви, што укажува на нивниот несериозен пристап кон проблемот. Инаку според некои проценки, во градот дневно циркулираат и до 50.000 возила. Летниот период пак со доаѓањето на иселениците, градот е во сообраќаен колапс како резултат на дополнителните десетици илјади возила кои доаѓаат од странство.